Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Патот до успехот. Приказната на Симеон Мони Дамевски во следните 50 минути на 24 вести. За животот на Мони Дамевски велиме вака. Поделен е во два дела. Првиот дел во Македонија, вториот дел во Америка. Потоа повторно се враќа назад во Македонија веќе во 2010 година. Уметник во улога на актер, режисер и продуцент. Јас сум Мишко Иванов. Ве поканувам да останете со нас. Добар ден. Здраво, Мишко. Како си? Добар, супер. Драго ме што прифати да видиш делот Патот до успехот. Во најавата велам вака, приказната на Мони Дамевски поделена во два дела. Добро. Животот во Македонија, животот во Америка. Во 2010 повторно се враќаш во Македонија. Во Македонија, трети дел. Трети дел, да. По-скопски, трети, така. И денес си велиш што се вратив. Велев повеќе до пред некоја година дена. Од пред година дена почнав малку пожестоко да работам на тоа што го сакам и подзаборавам каде сум. Што е многу важно, човек мора да се занимава со тоа што го сака, инаку може да е мачно. А Мони, почна веќе на Мони, Слободно, да не персираме. Слободно, апсолутно. Ова е центар, строг центар на Скопје, зелено пазарче, но намерно дојдовме овде затоа што ова е местото кое што буди убави спомени. Да седнеме па да ја отвориме приказната. Може. Се согласувам. Ајде. Симеон Мони Дамевски е роден на 6 септември 1958 година во Скопје. Овде си израснат. Зелено пазарче, градска болница, мислам дека ова се било така и на времето. Тука сум израснат, тука сум роден. Аха. Некоја сабота во 2,5 сатот. Овде е првата девојка. Тука ми е првата девојка што ја поканив на состанок на 50 метра од тука. Ми се стресува колената, другар ми ме намести. Многу ми се допаѓаше девојката и он застане и Мони има нешто да ти каже. Бидејќи бев срамежлив. Ја носев во кино и тоа беше единствениот состанок што го имавме, зашто ми беше страв, цел филм го поминав дали да ја фатам за рака, да не ја фатам, не ја фатив и толку беше. Веќе не ми правеше муавет. Роден 58 година, Така. Јас за вашата генерација велам дека вие сте практично можеби најубавата генерација. Кој што го фати југословенското време, кој што фати живот на некој начин. Така е. Во еден период од животот, Во еден вториот период, од период од животот почна да се случуваат нашите транзиции или премрежи, ама така е, ние растевме во најубавиот период на социјализмот. Значи кога се одеше на шопинг, по фармерки во Италија, на бузуки во Грција, имавме доволно пари, пасошот југословенски кој што го имавме тогаш беше многу баран на светскиот пазар, зашто беше многу вреднуван, не треба визи скоро никаде. Основно училиште завршувате овде во Браќа Рибар, сега чинам дека е Димитар Миладинов. Така некако се вика, мислам се викаше дека Браќа Рибар тогаш. Значи се ми е тука на 50 метри е мојата основното училиште во кое завршив, зградата во која живеев претходно, зградата во која потоа се преселив, тука кај што сум роден, првите мои игри зад оваа зграда во комплексот гаражи на градскиот зид беше првото клубче што го имавме. Тука ги носевме првите девојчиња, додуше на зградата горе на кровот ги носевме првото клубче, ни беше таму ги носевме првите девојчиња во раните гимназиски, подосна во покасните гимназиски денови и факултетски, долу овдека во клубчето се викаше DJ во превод Down in the Garage. Добро, Мони, што е тоа што се промени? Не кај нас луѓето, кај вас луѓето. Вие сте фатиле најубав период, одеднаш доаѓа оној транзицијски период и одеднаш се случува такво оддалечување со луѓето со кои што практично сте делеле се. Така е, види, јас не сум носталгичар, јас не бев многу среќен додека живеев во Македонија во еден период, не по ничија вина, не по вина на режимот, не по вина на системот. Јас живеев еден многу привилегиран живот, кој што мене животот ми го направи неинтересен. Чи вратите сите мои беа отворени заради мојот татко, заради семејството од кое потекнував, мојот чичко и така натаму, и за мене немаше игра. Чи не беше забавно, јас ако сакав да се вработам, може да се вработам, јас почнав да играм на телевизија од својата 13-та година и беше малку презаспано за мене. Јас сум динамичен човек што сака можеше поише, меѓутоа во тој период имаше нешто што е сега исчезнато, а тоа се
имаше какви такви етички вредности. Значи имаше норми кои беа прифатени и признаени како нешто што е морално, прифативно, како принцип на живење, крадењето, изневерувањето, мамењето не беа нешта на кои се гледаше благонаклонето во оној период. И беа непознати малте не Беа непознати и луѓето кои што ги манифестираа таквите особини беа исклучувани и гледани, општеството на нив гледаше неблагонаклоно. Денеска јас имам впечаток, може би грешам, ама луѓето се одушевуваат на некои од тие карактеристики кои некогаш не може да се замислат во нашето општество. Имаш поише женски, да заработиш пари со идурми и така натаму, стануваат нешто кое што станува или станува прерасна во мерка на успешноста на еден човек. Од гледна точка на младите кои расте, јас зборувам, значи јас светот го гледав од гледна точка на очите, за мене беше чест да бидам председател на клас, младински организации, работни акции, војска, Титов пионер. Значи ние имавме една дисциплина и имавме едно образование што беше исклучително. Јас кога отидов во Америка со моето школо бев најдобар ученик во гимназијата во Америка. Со половина од учењето што го учев овде. Че имаше одредени околности кои создаваа можности за поквалитетен живот во одредени аспекти. И како да, мене ми беше здодевно. Морам да ти признам тоа. Иако Мони Дамевски е син на доајенот на македонското глумиште Дарко Дамевски, чинам дека во тој период и многу не се експонираше тоа дека тебе ти се отворени сите врати. Напротив, воспитувањето како да беше дека ти мора да бидеш еднаков со сите. Тоа е така. Ако имаш путер да јадеш дома, ќе го јадеш. Така нема да излегуваш со децата па да гледаат другиве што нема. Види, во економски смисол животот што го водевме ние беше просечен живот, не беше надпросечен живот, зашто во Југославија беа и платите и нормите и се. Привилегиите доаѓаа во еден друг смисол. Да речеме кој ќе отидем на лекар и на Дарко син. На Миле внук му. Значи беа познати луѓе и војко ми, и татко ми, и чичко ми беше директор на пошта и во тој смисол кој ќе одев на аудиции или ако требаше во театар се земе, луѓето и колегите што бараа деца за улога во представата, за улога на филмот, беа склони мене да ме одберат зашто знае дека доаѓам од актерско семејство, дека не ми е страна глумата, дека полесно ќе се снајдам. Го познаваат татко ми, познаваа мене и така натаму. Слично беше и со Игор Џамбазов и така натаму. Слично е и во Холивуд. Но сите вие да не се лажеме. Сите вие се одлепивте од сенките. Што ја знам, Игор од сенката на Анче и на Прличко, Мони од сенката на Дарко Дамевски, станавте своји индивидуи. Мони Дамевски, Дарко Дамевски. Така е. Види, јас мислам дека голема улога во тоа има и како ти се чувствуваш. Значи јас никогаш не сум се доживувал како син на Дарко Дамевски, кој што ќе расте во неговата сенка. Јас секогаш имав чувство дека сум многу различен од татко ми, и како емотивен склоп, и како склоп на интереси, мотивации, амбиција во животот, и затоа јас никогаш не се споредував со него. Значи јас имав свој свет во кој што влегував и луѓето ме почитуваа за тоа. Имав добар професор, верував дека имам некаков талент со кој што можам да се борам во животот. И тоа ми ги отвораше вратите. Ова беше само како ве воспитува, односно како Види, јас имав многу либерално воспитување. Татко ми беше многу широк човек, а и мајка ми. Значи мајка ми беше секретарка во Современост, се викаше месечно издание за литература, и јас имав растев во кругот на уметници, писатели, сценаристи, режисери, сценографи, филмаџи и така натаму. Интелектуалци. При тоа обрнувавме многу внимание дома, убаво да се зборува, да се чита, никој тоа насилно не го правел, но татко ми беше отворен човек и многу сакаше да ни дозволува, и па и мајка ми ни дозволува да шетаме колку сакаме. Имаше некакви норми, нели ќе се вратиш пристојно време да се вратиш дома 11 часот, ама на одмор ако сакаме да одиме, тие ќе скрпеа пари некакви да не пратат кај што сакаме ние да се образуваме, да одиме да учиме јазици, да гледаме филмови, значи како и секое македонско семејство, претпоставам дека и сега е така, зашто јас немам можност лично тоа да го живеам, немам се уште дете, но се обрнуваше многу внимание за децата да има. Ама не живеевме во немаштија, значи се живееше поприлично нормално. Уште еден збор и ќе викнам обезбедување. Почитувана госпоđо, што се однесува до мене можете да повикате и полициски бригади. Плюс полицајци, плюс специјалци, плюс војска, плюс пожарникари, патури и артилериски единици. Јас сепак нема да се помрднам од ова место на кое имам право да стојам како и секој друг граѓанин на оваа земја.
средно Јосип Броз Тито, но до трета година, Да. бидејќи потоа одиш во Америка, Така е. ти се враќаш назад. Така е. Бев добар ученик во гимназија и бев секогаш активен, председател на клас, многу бев почитуван, многу бев, како да кажам, дисциплиниран. Не сум правил испади, не сум бегал од школа, тоа беше, мене ми беше срам да ме фатат да не знам. Значи, јас многу учев, но има време и за воншколски активности, како и да е, како еден од тројцата ученици на генерацијата ми испратија во Америка мене заедно со уште двајца. Јас тогаш го научив англискиот, ама не се влюбив во Америка. Живеев во Сент Луис, во еден конзервативен дел од Америка. Искуството на таму во училиштето не беше, како да кажам, да паднеш во несвест. И кога се вратив, едвам чекав да се вратам кај другарите, имаме клубчиња женски, таму не можев да возам кола, не можев ништо. Едвам чекав да се вратам. И јас во Америка фактички не се влюбив се до второто одење. 89-та година. 90-та летото отидов и кога отидов во Њујорк. И Њујорк беше мојот град. Јас се влюбив во Њујорк, не во Америка. Така. Државата на соништата, како и нели во секој филм. Да. Големото јаболко, секако го вика, котелот. Дипломираш овде? Да. Факултет за драмски уметности, Така е. просек 10, стануваш Така е. асистент Така е. и нешто работи во тебе, нешто Ќе пак ти кажам, не си... јас имам стално еден порив, кој што во животот ми причинува многу, секогаш ги отворил вратите за мене. Аха. Откако сум вратен во Македонија ми представува проблем, односно ми предизвикува проблем во кругот во кој што работам, во филмот. И ќе ти кажам зашто станува збор. Секогаш сум имал порив за приближување кон совршенство и за барање на најдоброто што можам да го најдоброто во мене. Во смисол, никогаш не сум се задоволува со тоа да кажам добро да и ова е доста. Секогаш кога сум знаел дека ми фали нешто, некој аспект на глумачката техника, некој аспект на знаењето кој што можеме направи подобар актер, подобар уметник, подобар филмаџија, писател, јас сум одел да го барам. Не можам да седам и да кажам ова е доволно. За мене никогаш тоа не било доволно. Така отидов во Америка. Јас бев асистент, прво не се вработи во драмски театар, а можев да се вработам или во народниот, татко ми беше познато име. Ако речев по завршувањето 81 сакам да работам во театар, ќе ми најде место. Играв пред да завршам факултет, почнав да играм веќе во серии, во филмови. Кога завршив факултетот, играв кај Унковски, играв кај Брезовац, ме земаа во представи. Предпоставувам заради мојот талент, не заради тоа што татко ми влијал, зашто тоа не се луѓе што се глупави и бираат за некому да му завршат работа. Тие внимаваа на квалитетот на своите представи барем, тогаш кога работев. Како и да е, јас одбиав да се вработам во театар, зашто условите на работа во театар не беа тоа што јас мислев дека е потребно за да се стане, за да се создава вистинска уметност. Значи имаше штосови пиење, ќе се запијат у бифето и така натаму, и јас мислев дека глумецот е свештеник и дека тој треба дома да оди, да работи, на улогата да дојде на проба. Имав учител строг. Истиот учител татко ми што го учел, Димитар Ќостаров. Да. Се врати од пензија, мене ми предаваше и замина во пензија. И тој многу не учеше на еден друг свет и една друга дисциплина. И тоа ме натера да одам во Америка. Почнав да играм, одиграв неколку представи, во една од нив, која како многу успешна ми ја припишуваа, на Васил Христов, Денови од нашиот живот, јас на репризата не можев да го повторам истите емоции, истата слобода на однесување што ја имав на премиерата и реков јас мене нешто стасува, нешто морам додам да видам каде ме историите учат. Некако имам впечаток дека сега треба да отидеме до драмски театар. Добро. Сосем еден мал дел од разговорот да го направиме таму, а потоа ќе биде веројатно и редно време на една кафе. И ќе не стемни убаво да влеземе внатре. Да. Може. Драмски театар е местото кај што се моите први чекори како актер професионални. Можеме да идеме таму. Одиме во драмски. Ајде. Еве сме пред драмски театар и ова место буди убави спомени. Така е. Драмскиот театар, не знам дали знаеш, е направен, мислам дека после земјотресот, како место каде што е отворен првиот младинско детски театар. Така. И тука доаѓав, татко ми играше во младинско детски театар, Джон Пиплфокс беше првата представа на која се сеќавам.
И повеќе години подоцна се поставуваше Шекспировиот Макбет. Мене ме викна, треба некои деца да се појават како деца на Макдаф, човекот кој што му е единствениот противник достоен на Макбет. Тие деца наводно ги убиваат, ги одвлекуваат луѓето на Макбет и ги заколуваат. Јас бев една од децата и тоа беше мојата прва појава на професионалната сцена. Овде кога се игра младинско детски театар беше, значи направија театар, македонскиот народен театар беше и ова беше за детски представи. Јарно тоа прерасна, почна да се прати посериозни представи, за директор дојде господинот Ристе Стефановски, еден од нашите најдобри театарски менаџери на сите времиња, јас би рекол, и историчари на театарот, и потоа театарот процветува, тука се прават култните представи на Диво месо, не знам, Хамлет од село Долногаштани, Кривогаштани, Јане Задрогас и така натаму. Овој театар доживува експанзија на југословенско ниво и во југословенски рамки. Но Макбет го правеа тука. Да може Мони Дамевски да го врати времето назад? Ќе бидеш пак ова што си сега или? Да, но многу порано ќе заминам од земјава и никогаш нема да учам факултет. Значи да можам да го вратам времето назад, јас во Америка би заминал по завршување на гимназија, би отишол во некакво студио за актерска игра или можеби за режија и продукција, ќе завршам како актер и ќе одам на аудиција уште сега. Не би го повторувал никогаш истиот пат. Не мислам дека за нашата професија, за воопшто за уметноста, дека се потребни толку долги години на школување, бара многу повеќе, бара добри основи и многу искуство и работа на полето. Како и секоја уметност бара да го кршиш каменот, да работиш, да свириш на пијаното, кога ги имаш основите. Веројатно би го работел истото, сега многу повеќе ме интересираат и други аспекти, не само актерството. Режијата, продукцијата ме интересира. Така велиме ние, Мони Дамевски уметник во улога на актер, режисер, продуцент. Да. Бидејќи не стемнува. Добро, ќе поразговараме малку подолу. Поразговараме малку подолу, одиме на по една пијачка. Може, кафе, пијачка, кисела вода и така. Таму малку за системот на вредности, за она што се случува денес во Македонија и за поделбата на актерите по политичка припадност. И тоа, види, ги има и Америка. Но не мораше ништо да ми одговориш. Го има и во Америка. Доволен е само гестот. Го има и во Америка, меѓутоа тоа не е, тоа се, да кажам, актерот е актер. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Мојот прв филм како продуцент го направи благодарение на оваа гарнитура. Но тоа не ме прави слеп на работите. Јас како уметник и како човек не му должам никому. Себе си должам и на својот интегритет. На граѓаните на оваа земја им должам да зборувам за тоа што не чини. Како ќе создадеме подобар свет ако се тапкаме по рамо и викаме све чини, кај чини све, Мишко? Па нигде не е се идеално. Останете со нас. Во мојот ресторан секогаш му верувам на својот нос. Затоа, кога носот ми тече или е затнат, веднаш ми треба проверено и ефикасно решение за целото семејство и децата. Осетливите носеви бираат Оперил. Get ready for the ultimate stage with the new Adidas Body Care range. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Почувствувајте ја удобноста и топлината со Планика трекинг.
Кога имате грип, не можете да изберете креветот да дојде кај вас. Но со Фармагрип можете да изберете како, кога и каде да се ослободите од симптомите. Фармагрип, кесички и капсули. Унафарм во соработка со Симфа. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Мони Дамевски, уметник во улога на актер, режисер и продуцент во патот до успехот. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise and it's so apparent it's all over. Мони, стигнавме до Америка. Америка. Тоа е вториот дел од приказната. Моето патешествие. Има и трет дел, тоа е враќањето во Скопје. Има. Повторно назад. Така е. Првиот пат во Америка, како кажете, не ја доживеа в Америка така како што сакав, но веќе Њујорк е другата приказна. Така. Негов професор во Америка бил Вилијам Еспер, човекот кој го сметаат за наследник на Мајзнеровата техника, автентичен американски актерски метод. Тој е најголемиот жив професор по актерска игра, практично, а и сега тога е спорно. Може два-тројца ќе се јават за таа титула конкуренти, ама тој важи, потоа јас што го следам и што го читам како најголемиот жив професор по актерска игра. Не, ја гледав дека од него учеле Грегори Пек, што ја знам, Роберт Дувал, Дајан Китон и серија други. Тој му бил, види, во светот на американската глума има три техники кои се познати како а и не се автентични, се базираат на Станиславски, неговата е автентична, другите две се базираат на Станиславски, но тоа се трите најголеми професори по глума. Едниот е Страсберг, другата е Стела Адлер и третиот е Мајзнер. Бил Еспер е наследник на Мајзнер, тие биле постари, умрени се. Сите тројца. Тој бил асистент на Мајзнер, кој што бил професор на Грегори Пек, Роберт Дувал, Џон Вудворд, Џемс Кан. Бил потоа се одвојува и ја прави својата школа. Мајзнер станува стар, живее на едно острово, болен и така натаму, му ја предава техниката во суштини и го смета за свој директен наследник. И од кај Бил Еспер се излезени Дајан Китон, Џон Вудворд, Дженифер Билс, Џон Вудворд, Дајан Китон, Џон Малкович, Ким Бесинџер, Дженифер Билс, Сидни Полак, Девид Мемет, Артур Милер, Сидни Ламет, мислам дека и Ламет има кај него учено. И како беше неговиот впечаток за тебе? Јас со Бил Јас барав затоа што негде кај што читав, сакал многу да дојде во Македонија, меѓутоа ти не си успел да му ја оствариш таа. Не успеав да ја остварам таа желба, тој сакаше да дојде во овој дел од светот, јас му кажав многу убави работи. За Охрид заедно и тој сакаше да дојде и тоа пред 3-4 години. И јас мислев дека ако организирам семинар за него, ние разговаравме фактички за неговото доаѓање кога почна војната во Босна. Јас тогаш бев кај него на студии. Арно ма стана рискантно да се доаѓа во овој дел на светот и го баталивме тоа. И кога дојдов во Македонија пред 5 години, непосредно по доаѓањето, 2 години подосна, јас направив план како да го донесам нашиве актери кои важат во светот на филмот, како претеатрални, да овозможам да поминат низ неговата школа која важи како исклучително филмична. Значи за филмски актери посебно подобна.
И се договорите да дојдам да му платам него тие 12 дена по 6 часови што ќе работи, односно 2 недели овде, неговата асистентка, авионска карта, бизнис класа, значи тој е 80 годишен човек, 75-6 години. Тој е Жозе Мориньо во светот на глумата. Значи ако сакаш некој да те тренира и да видиш што учеле, како го учеле, не знам, Меси или Роналдо или кој сакаш, него ќе го земеш. И он рече ќе дојдам. Малку сум постар, ќе ја земам жена ми со мене, таа ми асистентка, помлада жена има, јас ќе работам вика поголемиот дел од денот, она ќе преземе кога ќе се уморам, ама јас ти гарантирам, професионални актери мора да се ти гарантирам дека по тие 12 дена по 6 сата нема да бидат исти. И цената на неговата работилница беше 1200 евра, со платено спиење, јадење во Охрид и тој период на неговата обука. Никој не се јави. Од Македонија ни еден актер не ми се јави. За мене беше фасцинантно. Зашто да одиш кај Бил да учиш летната школа, која трае 5 недели и имаш по 4 сата неделно, значи се 20 сата, што е 3 пати помалку од овде, чини $1000. Кај е патот до Њујорк, каде е спиењето во Њујорк, јадењето во Њујорк. И он доаѓа за 1200 евра, во кој што тебе ти се и јадење, и пиење, и се. Понудив и на тројца можни педагози по 300 евра. Никој не се јави. Ми се јавија од Косово, ми се јавија од Република Српска, ми се јавија од Хрватска, глумци што сакаат да дојдат на работилницата. Ја сакав да го правам за кај нас и ја реков, мислам, не можам јас да го плаќам бил за да се обучуваат македонските актери. А го носам за македонските актери, сакав да направам центар на мајзиновата техника тука. Го баталив проектот, 2 години подоцна Министерството за култура многу му се допадна програмата. Рече, ние ќе ја финансираме. Влегов во планот кога ми кажа колку пари ми дава јас. Фала многу, ја не можам да платам картата на бил за тие пари. Attention! Little babies want to sleep, huh? Want to take a nap, huh? You want to go nighty-night at 3 a.m.? Huh? Then back to bed! No sleep! Што се работеше Мони Дамевски во Америка? Овде знаеме, од оно што можеме да го видиме како кратка биографија Пред дождот и уште неколку филмови. Овде сум сликал и по свадби. Она што не го знаат луѓето, како тинејџер сликав по свадби. Одевме со другар по свадби, имав полароид и сликавме и заработувавме така. Меѓутоа, во Америка сум работел. Сум миел садови, сум продавал леп во дуќан во Пилјара, позната лебара во Њујорк. Сум чистел ѓубре во зграда, сум фарбал скали во згради, сум разнесувал пошта како курир, сум продавал часописи на адвокати и книги на библиотеки училишни, сум бил вратар на Пета авенија и сум играл во театар. И кучиња шикав. Тоа беше една од најдобро платените работи што ги имав и се разбира кога завршив со факултетот, еден период обстанував многу како преведувач, многу добро како преведувач, бев еден од најексплоатираните и најбараните преведувачи на Стейт Департментот за македонски јазик, па дури и за некои од другите држави локални да работев. Јас бев многу високо рангиран преведувач, многу добро го научив англискиот јазик и ден денеска преведувам понекогаш за американската амбасада, за пријатели кои им треба помош. Се оствари ли американскиот сон на Мони Дамевски? Не. Американскиот сон, јас бев на добар пат да го остварам американскиот сон. Јас почнав да прво играв, имав по 3 до 4 представи во годината, што е исклучително висок просек за некој кој што е особено странец. Значи ја одев на аудиции и земав улоги. Добивав улоги во представи. Играв во филмови, во реклами, сум се појавувал на страници на New York Times и Wall Street во кампањата на IBM за нивниот ThinkPad. Кога излезе, јас бев еден од ordinary people кои што користат ThinkPad како модел, фотомодел зборувам, не манекен. Имам играно на Off-Broadway, на Off-Broadway, значи тоа се помалите театри, странично на Бродвеј, имам играно 4, 5, 6 представи можеби.
меѓу кои Галеб, автентични американски текстови и така натаму. Имам играно на Off-Broadway и имам играно на Бродвеј, во театарот на Тони Рендал, тоа е една од нивните звезди телевизиски и театарски. Имам снимено со Вуди Ален, значи во негов игран филм имам играно, но јас се разболев во Америка, и тоа малкуми не го знаат. Јас почнав да имам сериозни проблеми со здравјето, никој не знаеше што ми е, заради немање на здравствено осигурување, која е многу скапа работа во Америка. Морав да почнам да се враќам во Македонија, еден период затоа престанав да играм како актер, почнав да пишувам, зашто тоа беше нивото на енергија што го имав. Поминаа години додека се откри што е проблемот. Се испостави дека ме каснал крлеж и дека имав сериозни инфекции од крлежот. Јас од кревет не може да станам 4 години. И во тој период ги изгубив контактите таму, ако не си за аудиции да одиш, можеш да работиш како актер. Во тој период почнав да се бавам со пишување и подоцна почнав да продуцирам кратки филмови. Прв игран филм го направив 2008-2009 и 2010 се вратив, почна кризата таму, мене ми беше малку веќе смачено од патувањето. Многу патував. Ама не го остварив својот сон. Не жалам по тоа, зашто тогаш мојот сон да станам баран и квалитетен, високо рангиран актер се измени. Јас почнав да сакам многу други работи во уметноста и сватив дека работата ме прави среќна, не стигнувањето таму кај што сум тргнал. Тоа е Њујорк. Веројатно тоа е Њујорк. Тоа е тоа што го нуди. Таа големина, таа широчина, тоа е тотално збунувачко. Се сакаш, а не знаеш што сакаш. Види се искристализира, јас бев принуден да одам во одредени сфери. Јас најголемите мои успеси се како кастинг директор. Значи јас имам филм кој што бил номиниран за Оскар. Тоа бил венецијски филмски лав. Имам работено, значи како кастинг директор зборувам серијали и така натаму. Ова не знаат луѓето. Кој филм добил Оскар? Предождот беше номиниран за Оскар и доби Златен лав во Венеција. Јас бев кастинг директор, трет асистент на режија и му бев соработник на сценариото, консултант во работата на Милчо Мачевски, на сценариото, на работата на сценариото на Предождот. Играв и во Предождот, на мала улога, зашто немавме време, многу со кастингот изгуби време во тој период. We can move back to Oxford if you like. Nick, I'd like to explain. No. George, I think it would be best if you left the restaurant as quickly as possible and don't come back. Sir, I didn't do anything. I'm sorry, George, and make sure your friend leaves with you. Fuck you. Fuck you. До една. Од тогаш имам продуцирано 2 играни филма, продукцијата многу ме влече, ама јас го сакам креативниот аспект на продукцијата, не организацијата. Имам пишувано сценарија, имам работено како скрипт доктор на неколку сценарија, тоа значи поправање на неколку сценарија, имам работено телевизиски серии, странски филмови, кастинг имам работено. Значи, моите најголеми успеси се како кастинг директор, односно област која најмалку ме интересира. Ако веруваш или не. 2010 се враќаш во Македонија? Да. И така го почнав муабетот, сега така сакам сега сакам да го превршувам. Доаѓа ли моментот кога ти поминува низ глава после се што се случува во оваа наша чудесна Македонија, да си кажеш што ми требаше? Јас не сум човек што знаете зашто? Затоа што во Македонија сега ќе се обидам на себе да привлечам можеби некој гнев од некого. Сите зборуваат за да заминат од Македонија. Така е. Дури има и вицеви како кој последен ќе излезе нека го изгасни светлото да не троши бадијава струја. Така. Ќе ти кажам, јас Македонија од секогаш многу сум ја сакал географски. Јас кога се враќав од Америка, доаѓав по 2-3 пати во годината додека живеев таму. Јас уживав во пејзажите, на кај Охрид, кој ќе отидам во Охрид, во тие зелени брда, шумски предели на нашата земја. Луѓе има добри секаде и пријатели никогаш не ми недостасувале никаде. Моите најблизо, како би рекол, сродна душа. Е американец. Тој почина, значи тој беше неверојатен драмски и филмски автор, со кој што имавме многу сличен поглед на уметноста. Извонреден човек, постар почина од рак и од тогаш барам партнер за креација, уметнички партнер.
Меѓутоа, во Америка кога почнав да одам, фати кризата во Македонија, кога почнав да се враќам повеќе, и тука се отвори малку повеќе работа, со Митко Панов го работев својот прв филм, почнав да продуцирам, се отворија други некои перспективи и така натаму. Мојот другар, најдобар македонски и соработник, исто така реши да се врати, добивме пари за неговиот прв игран филм по негово сценарио и така се вративме и запознав со една прекрасна жена со која се оженив, сега тука живеам. Како и да е. Ја не сум човек што жали. Кога велам жали, се кае што нешто направи, значи не го живеам својот живот така. Но пред 2 години сериозно размислував да фатам џабе, да ја напуштам Македонија. Ми се смачи. Морам искрено да ти кажам, јас сум човек што не се кае, не страда, не... Јас, ако не можам некаде да го реализирам својот сон, одам на друго место. Мене работата ме прави среќен. Јас сум партиски и политички неопределен. Мислам дека имам што да кажам. Што е мара денеска во Македонија? За жал. Јас сум 57 години. Немам работно место, не сум вработен, сам го обезбедувам, ја обезбедувам својата екзистенција. Мене ми помогнале луѓе и од едната и од другата страна. Мислам дека е глупаво да имаме две страни. Човек може да има политички ставови, може и ама е професионалец во она што го работи, и тоа нема врска со тоа што го работи. Значи, кој е најдобар актер Никола Ристановски, ако е најдобар режисер, зборувам без врска сега, значи не велам дека се. Ако е Ацо Поповски, еден од нашите најдобри режисери, и ако е Унковски, еден од нашите најдобри режисери, и ако е Дејан Пројковски, тие треба да работат. Тоа е перспективата на Македонија. Што има врска со партиска позиција ја држат? Кај нас има многу. И тоа го уништува нашето општество и нашата култура. Разорено е повеќе од било кога, од како знам за себе. Значи, Македонија не е таа Македонија што јас ја знаев. Јас не желам по таа, мене беше здодевно во оној свет. Ма јас барам средина во која што ќе бидам окружен со професионалци кои што зборуваат и го сакаат тоа што го работат. Јас примарна состојка за да создадеш нешто големо е страсно да го сакаш тоа што го работиш. И второто е посветено да го правиш тоа што го правиш. Кај нас во се измешана политиката. Сакав да одам во Турција пред 2 години, реков Чучан Турски, нека иде ѓавола, овој не можам седам. Значи не можам седам. 4 години ме бойкотира директорот на филмскиот фонд бивши. Сега имаме подобар директор, фала Богу. 4 години ми ги рушеше сите проекти што ги носев. Под разни образложенија. Не е важно. Значи, јас не морам ниту да бидам за некого, ниту некому да ветувам и да му давам нешто за да можам да работам оно што го сакам. А верувам, јас верувам, може би грешам, значи, може сум и нескромен, ма дека имам нешто кое би можел да го споделам и да го понудам и кое може да придонесе кон квалитетот, зголемувањето на квалитетот на македонската култура. Се разбира, ако има поле на кое тоа може да се манифестира според способностите и умешноста, а не според други критериуми. И сакав да си одам. Со другарот направивме, ние се вративме со огромен ентузијазам. И јас и УПА направивме една представа Нива Нитаму, која што зборува за двајца македонци, едниот бега од Македонија заради тоа каква е ситуацијата, другиот се враќа во Македонија зашто го кркал во Америка. Знам како и таму да се живее. Не е медим леко ни таму. Ама таму, брате, јас ако сум добар, првиот што ќе ме види дека сум добар ќе ме фати за рака, ќе ми рече ти ќе бидеш во мојата представа. Че мене не ме земале, јас сум човек кој што на 31 година отишол во Америка, англискиот го учел 2 години шетајки по улици со стапче за да изговара како американец, за да може да биде конкурентен. Белки имало некоја причина што ме земал Вуди Ален. Има толку американци кои никогаш нема ни да го видат во неговиот филм, или Тони Рандал што ме земал во неговата представа на Бродвеј. Значи имало некаква причина. Јас не тврдам дека сум гениалец, но ако ме земале таму, имало некаква причина. И не ми треба да припаѓам никому за овде да добијам подеднаква можност да го реализирам тоа, да се реализирам како уметник. Мислам дека тоа е една од слабостите од кои пати нашето општество и заради кој Македонија е во сериозна состојба да исчезне. Во моментов, освен Планета, поседувате конзервна индустрија, 2 големи винарии и оранжерија. И сега преговарате за влез во најголемата фарма за кокошки и јајца. Бравос. Ашкол сум. Тоа е се што знаете? Знам јас многу повеќе. Ама велам да оставам за друго видување. Да има што да си кажеме. Не гледам што тоа друго има да си кажеме. Па до кога мислиш дека Тодор ќе се прави на баламот и не знае дека се ебаваш со жена му Лина?
пример. Нешто работиш во Македонија, така? Мирен не седиш, мирен не седиш. Не можам јас. И сега, бидејќи надвор веќе зборувавме, не ти пречи побогу оној извито перен систем на вредности кој што царува во Македонија? Ми пречи, ама што да правам? Ај кажи ми што те можам да правам. Имам две опции. Да се спакувам и да си одам, тоа значи жена ми одново да почнам кај да одам, од тоа немам страв. Мислев да учам турски. Пред 2 години се спремав да почнам да учам турски, ќе го научам за 6 месеци до година дена и да одам во Турција, зашто таму им требаат актери, се работеше многу. Прво, треба жена ми да ја влечкам. Имам прекрасна жена, она има добра работа, работи за меѓународна организација. Знам што значи како актер да почнеш од нула, треба се клошариш малку. Ќе работиш се и се што, имам заби, имам снага, тоа можам да го издржам и имам желба. Ама треба не да ја мачам и тоа секогаш предизвикува притисок на односот. Немам намера да го рушам својот брак. Направив трговска фирма, си работам малку трговија, но во меѓувреме работам како продуцент, ја играм представата и спремам своји проекти. Јас никаде не можам повеќе од 3 дена на одмор да одам повеќе. Досадно ми е, јас почнувам да ме фаќа саклет, сакам да работам. Сам си измислувам. Значи, втората опција е да кажеш, системот е систем, не ме интересира, нема да се занимавам со него, јас ќе создавам паралелен систем. Во моментов тоа што го правам е барам со работници кои се подеднакво желни и жедни за паралелен систем. Кој ме спречува да создадам представа? Може двајца глумци да се фатат да направат представа и ако немаат кај да игра, да дојдат кај пријатели во кафене да кажат вечерва ќе играме за вашите гости памфлет. И трето, текстовите кои јас сакам да ги работам како актер и уметноста што јас сакам да работам како актер и продуцент е уметноста која што зборува за нашите состојби, за нашите проблеми. Мал е бројот на луѓе кои што се спремни на вакви отстапки, на вакви жртви, за кои што Мони Дамевски зборува. Малку наоѓам, ама без тоа нема уметност. Види, Микеланџело... Знаеш како, кај нас многу е пубаво, сега ти создаваш паралелен свет, кога мене ми е пубаво да се појавам на митинг, да отидам да се потпишам, и ќе ми кажат утре дојди во министерство, не знам тоа и тоа, и ти си седиш цел ден пред Facebook, па имаш 1 сат пауза, па ти се враќаш, си доаѓаш дома, си уживаш, си пушташ турска серија. Мишко, ама јас не можам така, затоа јас во Америка 20 години. Иронизирам цело време, иронизирам. Знам, ама за да го јас не можам со малку, не се задоволувам. Не зборувам материјално, сега и материјално, ама не се задоволувам со малку. Јас тоа е, не можам да ти објаснам поинаку, освен дека е исконски порив тоа. Значи не е тоа рационално. Јас сакам поарно. Не се задоволувам со малку, не ми е доволно. Јас сакам да работам со најголемите, најдобрите, сакам кој ќе седнам. Последниот мое разидување беше со еден квази продуцент кој што тргнаме, викна да правиме серија. Тргнавме да ја правиме серијата и во еден момент јас му викам види човек. Значи ќе те напуштам по 2 основи. Или ако не е квалитетот задоволителен, или ако осетам дека почнуваш да ме муваш и сакаш да ме измамиш. Се случија обете работи. И во еден момент кога стана тензично, он ми да знаев дека си таков перфекционист, не работев со тебе. Па не вреди другачие. Ти кажи ми кој е поривот на Микеланџело, сега јас не сакам да се споредувам со него, ама кој е поривот на Микеланџело да лежи 5 години на скеле за да го црта таванот на Систинската капела? Тој е порив. Пари земал. Кој е поривот на Модилјани? Кој е поривот на големите сега заработуваат во Холивуд? Тие што не заработуваат, кој е нивниот порив да го прават тоа што го прават до такво совршенство? Нема друг. Тоа е страст. Така. Морам да го привршувам муаветот. Кажувај. Го гледаш амбиентот во кој што живееме. Дефинитивно иритира. Така е. Колку влијае на креативноста на Мони Дамевски. Гледам дека духот те држи, но приметувам не нервоза, туку така... Емотивен станувам на Мони. Да. Да, за ово што се случува. Има одредени работи кои ме погодуваат. Јас не сакам неправда, не сакам нечесност, не сакам неискреност. Значи, јас сакам луѓето околу мене да се срекни. Јас верувам дека е невозможно јас да бидам среќен ако луѓето околу мене не се срекни. Јас одам по улица и гледам еден излог затворен, други излог затворен, трети излог затворен. Плоштад што е направен што беше направен или улици што се направени пред 3 години искршени. Па мене ме боли тоа.
Значи, ја не можам да живеам во светов слеп за тоа што им се случува на другите. Јас сакам луѓето, како да седам да се смеам ако луѓето околу мене не се смеат. Најголемиот проблем со кој што се соочувам јас во мојава работа сегашна е недостатокот на професионализам. Тој постои во сите сфери на нашето живење и е следната бариера со која ќе морам да веќе се расправа. Значи, најточната песна. Долги години бев одсатен. Има една песна која апсолутно го одразува контекстот во кој што живееме. Македонија од секогаш била, кога јас ја знам, се разбира порано многу помалку. Хајде да го ревидирам ова како став и ќе го завршиме веројатно, ама не сакам да завршиме на негативно. Не, на позитивно, секако ќе завршиме. Значи, во Македонија, долги години, најточниот опис на тоа што се случува е песната на Левисол. Као какао. Се е као какао. Јас сум као фраер, ти си као тама, ми се као волиме. Ништо не е тоа што е. Значи, све се прави по проформа. Најголемиот број работи се прават проформа. Децата, кои сакаат повеќе, си заминуваат. Што е поразително за една држава, бомбите ги слушаше и? Сите. Поразителни се. Тоа е страшно. Ќе покаже, се надевам еден ден, истражување и испитување дали е тоа вистина, но тоа што го слушам се чини дека е реално, иако е реално е страшно. Не дека не се случува некаде не, слични работи, но качеството, количеството на тоа што се случува и испреплетеноста во сите сфери на нашиот живот е поразителна. И моето постојано прашање, и зошто молчи интелигенцијата? Што народ сме ние? Не би знаел да ти кажам, јас мислам дека единствената причина заради која постои тоа е тоа што молчи. Невропсихијатрите велат пусто турско. Значи, тоа е во генот, во матрицата на македонецот. Види, таа матрица е присутна од како знаеме историски на ова поднебие. Време е некој да ја промени. Значи, мораме да зборуваме. Уметноста, јас верувам дека мора да зборува за тие работи. Ние немаме театар кој што е на ниво, тук таму ќе прочитаме огромен успех некаде. Кој е последниот успех? Кој е последната награда што ја добил македонскиот театар? Нашите уметници, врвни уметници, по големи награди и признани имаат надвор од колку тука. Не е ова времето на Дарко Дамевски, Илија Джувалековски, Прличко, Милица Стојанова, не е ова тоа време. Не, тогаш сите беа актери, сите добиваа улоги во театарот според тоа колку се способни. Сега добиваат улоги во театарот според тоа колку кому може да му послужат. Беа авангарда кој ќе одиш на представа, тие знаеат да се исмејат за одреден феномен. Да не заборавиме, тие живеа во еден период кај што имаше цензура и тоа каква во театарот. Значи, јас знам дека представата Хамлет во село Долно Гаштани или на Унко беше изложена на цензура заради тоа што чепкаше и тоа беше еднопартиски систем. Поразително е што е ова еднопартиски систем. Значи, тогаш знаевме дека живееме во еднопартиски систем. Ние сакавме да го промениме тој систем. Да можеме да зборуваме не на интелектуалците, мене уметниците ме интересуваат. Интелектуалци секогаш па и уметници се преклонувале кон една или друга страна зависно од личните ставови. Имаш ти големи нобеловци кои биле профашисти, значи тоа е прашање во ставот, некогаш од лични интереси, некогаш од тоа што не гледаат што им се случува околу нив. Ама должност на уметникот е да зборува за времето во кое живее и за недостатоците. Кај нас не зборуваат. За жал. Зошто? За интерес? За пари? Од страв, од интерес. Предпоставувам од пари. Како иначе да го продолжам? Колкава е цената на тоа достоинство? Има цена? Достоинството? Моето не. Види, првиот филм го направив... Јас сега со вас зборувам како уметник. Слушај, јас се вратив затоа што видов огромен потенцијал и желба да се променат работите и да се инвестира во нашата култура и така натаму. Мојот прв филм како продуцент го направив благодарение на оваа гарнитура. Тоа не ме прави слеп на работите. Јас како уметник и како човек не му должам никому. Себе си должам и на својот интегритет. На граѓаните на оваа земја им должам да зборувам за тоа што не чини.
Како ќе создадеме подобар свет ако се тапкаме по рамо и викаме свечини кајчини све, Мишко? Па нигде не е се идеално. Апсолутно. Значи, и твоја должност како уметник е да создаваш друга реалност која ќе биде подобра, да зборуваш за недостатоците на ова и да го вниманието на јавноста да го насочуваш во тој правец, за да може да почне да менуваме. Ако тоа не го правиме, нема уметност. Ние имаме таква уметност како што имаме општество во моментов. Таа не може да е подобра. Значи ние имаме такво здравство како држава, таква уметност како држава, таков спорт како држава, честни исклучоци. Кажи ми ти, кога на улиците на Скопје имало толку жртви колку што има денеска? Кога по нашите болници имало толку жртви колку што има денеска? Мене не ми треба да бидам гений за да видам дека нешто не функционира. Должноста на овие луѓе кои сме ги одбрале е да видат што не функционира и да го поправа тоа. Значи, тоа некој мора да го прави. Должноста на уметникот е да го анализира општеството и да каже од овде произлегуваат проблемите. Не да учествува во нив. Зашто тука нема прогрес. Како и да е. Во едно вакво општество имаш опција. Или да се приклониш, или да го тераш својот. Во било кое општество, види. Имаш опција да го тераш својот филм. Да го создаваш она, да го создаваш она што ти мислиш дека треба да го создаваш. Што е единствениот начин да обстанеме. Како иначе ќе го правиме? Ако влеземе, ако потонеме во тоа, нема перспектива за никого. Некој мора да бутка напред. Невозможно е да се биде добар актер со помалку од 7 до 8 часа вежбање на дадената улога во одреден момент, ќе каже македонскиот актер Мони Дамевски. Актер, но исто така и режисер и продуцент. Не, нема да ја завршиме вака емисија. Се надевам. Мора една позитивна нишка во смисла на порака која што ќе побарам сега Мони Дамевски да ја испрати до луѓето кои што не гледаат. А ги има. Тоа сум сигурен. Не, јас одбегнувам пораки и совети да давам, но јас глупо и за моите колеги. Воопшто, јас мислам дека животот е безсмислен ако не се обидуваме максимумот од себе си да го извадиме. Од тоа што го работиме. Значи, никогаш нема да станеме повеќе од ова што сме ако не се обидуваме да играме со НБА, кошаркари. За да знаеш кои се твоите вредности и можности, за да извадиш максимум, за да живееш најубав можен живот. А можеме? Можеме. Нашите луѓе кои ќе излезат надвор се многу добри работници, сегде кај што ќе отидат. Имаме успешни во сите сфери. И од работници кои работат во фабрики до луѓе интелектуалци на сите нивоа. Проблемот е што контекстот наш не го возможува тоа. Параметрите што ги имаме поставено, меѓутоа има една единствена работа што можеме да направиме. Ти не можеш да одиш да го принудиш другиот да ја промени неговата. Можеш само себе да се промениш. Ти можеш да се стремиш да го дадеш најдоброто што можеш. И ако не се стремиш, никогаш нема да пораснеме. Тоа е мојата порака. Можеме повеќе, но тоа нема да се случи ако чекаме некој друг да ни го направи. Политиката нема да го направи тоа. Луѓето што одат во политика одат од своји интереси, од своји причини во политиката. Поради политиката е изложена на корумпирање. Тука се големи играчи, мали играчи, пари, бизнисмени и така натаму. Она што ние можеме да го направиме околу себе да влијаеме со своето делување. Јас се обидувам да најдам група луѓе, млади луѓе, стари луѓе кои се од твојот паралелен свет. Кои се желни да градат паралелен свет. Да ги преземат ризиците. Има пари, нема пари, сега никогаш нема пари. Зборуваме за исправен паралелен свет, да не разберат погрешно. Апсолутно, паралелен свет во кој што има морални норми, во кој што има страст, во кој што има професионализам, во кој што има посветеност на работата, на семејството. За таков паралелен свет. Наградата доаѓа малку покасно, ама е трајна и ја има. Само за тоа зборувам. Драго ми е што беше дел од патот до успехот. Мишко, фала ти, ти што ме покани. Се што ќе работиш. Ти благодарам. Се гледаме. И се гледаме, се надевам наскоро по некој поубав. И уште поубав. Апсолутно. Ова беше приказната на Мони Дамевски. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Следете на повторно и следната сабота во истото време. Довидување.